таква работа, треба човек прво да ја сака за да остане толку долго во тој занае било кој. Ми се чини тако некој човек не го сака занетот подобро да не го отпочнува или ако го сака, треба да го работи со срце. И затоа толку долго не одржува тоа и мислам мене лично ова е угостителскава дејност колку години. Кој што знаете, јас мислам за во Охрид сме едни меѓу првите кои што некако само кафана него представува еден вид, јас мислам ние сме една ко амбасада во Охрид за гостите што не посетуваат од надвор, па да не кажам може дошле 10-15 председатели од цел свет, поготово од Европа и од околу од овие нашиве балкански простори, или како да кажам комшии. Видите, јас успех сум од 19 години дечко, заминав за Германија, каде моите први чекори угостителски ги почнав тамо. Иначе, да ви кажам право, јас немам некоја угостителска школа, ама на ова 40 годишно искуство ми се чини тоа е кој некој факултет човек да заврши. За жал, кај нас последните години, поготово во Охрид, ми се чини угостителството пропаѓа. Луѓето се пуштени во некои други бизниси, работи или што ти знам, или можда и владата и локалната самоуправа не се толку заинтересирани. Јас не би рекол поту сме лоши угостители, лоши домакини. Са, знаете, од 30.000 души Скопјани ако дојде, ќе се најде некој сигурно што ќе кажи за тоа. Кој ние исто Охриджани од 30.000 гости ќе речеме, а овие Скопјани вакви, Скопјани такви, и тоа се ширите на фама. Јас лично мислам оту Охрид без Скопје е изгубен град.